Тајните разговори не се ништо ново во светската дипломатија, но СДСМ не му верува на министерот Муцунски, бидејќи според нив неговата партија не сакала Македонија да стане дел од Европската унија. Во ред, во дипломатијата тоа функционира. Меѓутоа, јас не знам дали некој му верува, ние сигурно не му веруваме, веќе резултатите се катастрофални. Јас лично не го гледам него како министер за надворешни работи, надворешната политика ја води во оваа држава Христијан Мицкоски, он е извршител на сето тоа што стигнало како наредба од Мицкоски. Ние неколку пати подававме рака, неколку пати укажувавме дека потребен консензус, меѓутоа никогаш таа рака не беше прифатена. И не е прифатена од прости едноставна причина што никој во таа влада, почнувајќи од самиот премиер, не сака Македонија да ја види во Европа. Зошто? Затоа што таму постојат правила на игра, постојат строги принципи и никој нема да ви дозволи да крадете. Во левица пак сметаат дека владата на ВМРО-ДПМН спрема предавство на македонските национални интереси. Се обвистинија предупредувањата на левица околу лажноста на ветувањата на ДПМН е дека тие со интегритет и достоинство ке застанеле во одбрана на државата, народот и јазикот. Моментално гледаме сценарио во кое МНР и владата го опипуваат пулсот на македонскиот народ за да искористат можноста да прошверцуваат еден ваков договор. Пред само недела дена во манир на политички шпекулант, Муцунски ја коментираше ништожноста на одредени ставови во преговарачката рамка. За сега да излегува со коментари дека самиот тек на преговорите мора да остане во тајност, се вели во соопштението на левица. Министерот Муцунски вчера во интервју за МИА потврди дека се водат разговори за надминување на спорот со Бугарија, но не откри повеќе детали коментирајќи дека на тој начин ќе го загрози процесот. Тврдеше дека владата останува на позициите дека не е подготвена за одстапки за прашања поврзани со идентитетот, историјата, јазикот и културата. Александар Спасовски, Сител телевизија.